Овој пат станува збор за еден навидум експеримент, но всушност е рецепт за подготовка на нешто што се вика Македоникум уникум, наш уникат. Пред многу години овој рецепт или експеримент не беше до крај успешен, затоа се обидуваме овој пат некои работи да ги исправиме. Потребна е една ваква тегла, која мора да биде затворена, тоа се проверува предходно, таа мора да биде стерилизирана, да биде чиста, за сите овие состојки кои ќе ги ставаме да бидат здрави. Вие може да си одберете различни состојки во зависност од вашата определба, дали сте вегетаријанец, дали сте месождер и така натаму. Но битно е да имате доволно состојки за да се наполни оваа тегла колку што е потребно. Најдобро е да биде наполнета до врв. Инаку, од овие костени, ореви и некои други работи, можем да кажам дека повеќето и не знаат дека се дел од овој многу важен рецепт. Некои истражувања всушност покажале дека само 3% знаат за овој рецепт, значи од сите овие состојки околу 3%, можеби максимум 5%, знаат дека овој експеримент значи нешто суштинско или па слушнале од некого за овој експеримент. Многумина од нив слуша различни пораки во извесен период, како например дека ако влеземе преку оваа тегла на европскиот пазар, ако се извеземе како добар продукт, практично ние ќе влеземе на пазар од 500 милиони потрошувачи, тоа значи Европската Унија, иако и сега имаме пристап до тој пазар, но не е битно, се може да се каже во одреден период, па дури и дека ако овој експеримент или ова наша туршиеве, да кажеме сега, успее, во тој случај многу луѓе нема да се иселуваат, иако, например, така не се покажа со овој експеримент во Романија, во Хрватска, во Бугарија, во Албанија, каде што само во Хрватска се во последниве 2-3 години иселени 400.000 луѓе кои отишле да работат најмногу во Германија. Бугарија се намалува, Албанија се намалува, но можеби кај нас токму овој експеримент ќе успее. Нас ни се битни, еве во овој случај, мнозинството во овој експеримент ќе бидат костени. Овие се диви костени, затоа што дивите костени се многу лековити. Овие диви костени можеби ќе ја наполнат теглата до врв, можеби и не, зависи од условите. Иако некој вика дека ќе врне токму на тој ден кога ќе се прави главниот експеримент, еве, до тука, ова се најголемиот дел од овој рецепт. Потоа ставаме една состојка која е така тврда, доста јака, издржлива, и токму поради нивната издржливост тие имаат впечаток дека се поголеми отколку што навистина изгледаат, но отприлика соодносот е тој. И практично овие тврди ореви очекуваат по овој експеримент да ја добијат вистинската своја улога и да го добијат значењето нарамноправни со дивите костени. Потоа, за секој експеримент требаат и известни зачини. Во случајов, еве, ќе ставиме, тие ги викаат ситна боранија, но ситната боранија ги вака пополнува празнините и тие се многу битни за целата оваа структура. Во овој случај донесов лешници од различни краишта на Македонија. Ги има и од северна, и од западна, и од јужна. Најмногу има во моментов од северна, затоа што оваа година се погоди добра за лешници. Ако треба, јас ќе ставам и повеќе. И на крај донесовме и гравчиња.
затоа што некои сакаат да гледаат во гравчиња, некои може да гледаат во гравчиња. А да морам да ви кажам дека овој граф не е само тетовски, туку најмногу е влашки, а има и нешто српски, има и нешто ромски граф. Таков е рецептот. А вие на крај може и да си го преименувате, може да му ставите на овој рецепт сосема некое друго име. Ние го викаме Редефендум или Македоникум уникум. Теглава е речиси полна. За сето ова да биде како што треба, ни треба увозна вода, затоа што без оваа увозна вода нема рецептот да помине во Европската Унија. Таму сакаат проверени работи, да нема многу натриум, да има доволно калиум. Ставаме и рецептот е навистина при крај. Ова е полно, сега можеме да го затвориме и како вакви ние сме спремни да одиме таму кај што ќе посакаме. Но, можеби, вака изгледа навиду многу едноставен, ова е многу комплициран рецепт и за да успее ќе мора да се почитуваат многу цивилизацијски вредности. Мора да ја знаете историјата, мора да се познавате себе си, почнувајќи од дивите костени, преку тврдите ореви, лешниците, гравчињата. Ако не ги знаете цивилизацијските вредности, ова нема да ви успее. Нема шанса да успее. Но, од друга страна, ова е и една добра показна вежба за она што еден мудрец на своите ученици им го покажувал во училницата. Тој ги прашувал, прво ќе ги ставил костените, па ги прашувал учениците дали е полна теглата. Тие векале, да, полна е. Замислете дека ја наполнил со ореви. Потоа додавал од оревите, па пак ги прашувал дали е полна. Тие велеле полна е, но останало место за лешници, останало место и за гравчиња, и тие на крај рекле, па навистина е полна. Но испаднало дека доторил чај и тогаш рекле и се согласиле дека да, сега е навистина полна. Притоа, објаснувајќи дека костените се фундаментот на секое битие или на секоја држава. Во конкретниот случај, кој е држава, станува збор за државните институции. Тие мора да бидат стабилни, мора да функционираат. За секој индивидуалец, тоа се животните работи кои се најважни. Вашето образование, вашето здравје, вашето семејство. Потоа доаѓаат споредните работи, а на крај учениците прашале, па зошто ставивте чај? Затоа што чајот е како црешата на тортата. Секогаш ќе најдете време за уживање и за лезетот, ако сте ги почитувале овие животни принципи. Тоа е филозофијата на нашето живење. Можеби во 2028 година ќе успееме во тоа. Се гледаме друг пат.